Европската перспектива на граѓаните, но пред се на младите од Македонија и од регионот е тема на вечерашната агенда 30-типат. Длабински го анализираме проблемот со иселувањето. Објаснуваме и со какви се тешкоти и можности се соочуваат младите кај нас. Останете со нас. Во агенда 35 ке гледате поразителни податоци од Евростат. Во последните 10 години има повеќе од двојно иселени граѓани во споредба со претходната декада. 10 години трае дебатата која партија ги иселила младите. Време е државата да ги слушне младите што им е потребно за да останат дома или да се вратат во татковината. Разговор со Блажен Малески од граѓанската организација Реактор, еден од ретките млади луѓе кои се вратиле во Македонија и работи на истражување и подобрување на младински политики. Корупцијските скандали што го тресат општеството го подгреваат евроскептицизмот кај младите. Гостин ни е Методија Стојчевски, претседател на Младински сојуз. Следете на. Жилбата за доедукација била главната причина за Блажен Малески пред неколку години да замине од Македонија и во земјата од Европската унија да го соврши своето формално, но и неформално образование. Поминал 1 година во Берлин преку програмата Европски волонтерски сервис како волонтер во невладина организација и половина година како студент на размена на Филозофскиот факултет на Универзитетот во Љубљана. Заминувањето од Македонија зависи од интересите и можностите на младите и сега тоа е многу полесно, но враќањето, барем за него, било тешко, вели Малески. Денеска е многу полесно да се замине од државата отколку можеби генерациите претходно печалбари кои што заминали на други континенти, но кои што се уште гаат некои конекции со државата. Моето беше многу повеќе јас да се исполнам себе си, да видам што има на европскиот континент, колку јас можам да помогнам од таа сфера и колку јас можам да се доедуцирам за да можам и да придонесам во нашето општество. Не беше едноставно враќањето. Бев година и 6 месеци надвор од земјата. Многу контакти се губат, се губи оној развој кој што можеби би го имал и тука. Но оно што највише ме врати е веројатно семејството и чувството да сакам нешто да вратам во државата. Во тоа време кога се вратив имаше големи протести, шарена револуција, студентски пленум, сите мои пријатели кои што организира и учествува и не беше едноставно за мене од странство да гледам дека се случуваат промени во државата, а јас не сум дел од истите. И тоа беше еден од главните, да ги наречам, пул фактори кои што ме вратија назад, заедно нормално со семејството. Малески работи како истражувач во граѓанската организација Реактор, истражување во акција, и одблиску ги следи младинските прашања во земјава. Изгубивме 10 години во микрополитика, односно вечната дебата, која партија ги иселила младите, вели Малески. Многу подобро би било доколку како општество имаме една стратегија, која што ќе биде подготвена заедно со младите и кога целите и нивното остварување ќе бидат јасни и лесни за следење. Тука мислам дека лежи клучниот проблем, бидејќи сите теми кои што ги спомнуваат младите како клучни, не се менуваат од денес за утре. А живееме во свет каде што буквално сите можности на младите им се еден клик од нив. Во виртуелниот простор може да добиете можност за иселување, за нова работна позиција, за стипендија или било што би ве однело надвор од државата, а пак од друга страна политичкиот естаблишмент и политичката ситуација не дозволува да имаме таков развој и такви промени, каде што ќе биде јасно дека добро, во наредните 10 години стратегијата за образованието ќе биде дека инвестираме толку и толку финансиски средства, го подобруваме, ова е нашата цел. Или од друга страна, ова е нашата цел на пазарот на трудот, да имаме квалитетни работни позиции, а да не форсираме работни позиции кои што се, да ги наречам, ниско платени во индустријски погони и така натаму и така натаму. И ако гледаме 10 години на пазарот на трудот, новите работни места кои што се јавуваат се токму во индустријата, односно странските инвестиции кои што се многу популарни на двете страни од политичкиот естаблишмент. Невработеноста на младите во земјава е само една од причините која ги поттикнува за заминување во странство. Проблемот со младинската невработеност беше повеќе почувствуван и во време на пандемијата од COVID-19. Според официјалните податоци на Агенцијата за вработување, од вкупниот број на невработени во земјава, 22,3% се млади на возраст до 29 години, или во бројка 32.220 млади активно бараат работа. Повеќе од 3.000 од нив останале без вработување во последната година. Ова го покажува и документот Млади во акција 2.0, кој ги анализира ефектите од пандемијата врз младите. Според податоците, постои пат и во висината на платите на младите, а државата не покажала подготвеност да создаде мерки за нивна помош, смета Малески.
колку за споредба, невработеноста на младите до 25 години на ниво на Европската Унија изнесува 17,1%, покажуваат податоците на Евростат. Што се случува со пазарот на труда? Дали овие млади луѓе кои што од една страна им згаснал или им се намалил приходот, што исто така нашата анализа го потврдува, стануваат и невработени. И она што го видовме е дека има пораст на младинската невработеност, особено во месеците кога имаше локдаун, на што институциите реагираат да расте, но тоа поради фактот што се вратиле сезонски работници или млади кои што студираат и сега се пријавуваат, студираат во странство и сега се пријавуваат како невработени. Но нашата појдовна точка беше таа дека тие луѓе се секако во системот бидејќи никогаш не се одјавиле и тие секако ги водиме како невработени или неактивни, а пак расте стапката на невработеност. И оттаму нашата главна цел беше да укажеме дека младите се оние кои што највише ги погоди кризата, остануваат без работа со помал доход, а тоа ќе влијае на долг рок на тоа како се чувствуваат во државата и како државата настапува према нив. Подигнување на квалитетот на образованието, поздрава животна средина, повисок животен стандард и поголемо чувство за правна сигурност во сопствената држава се клучните области во кои според младите властите мора да ја насочат целата енергија. Само преку подобрување на состојбите во овие сфери, младите ќе се чувствуваат поудобно дома или ќе бидат привлечени да се вратат, вели Малевски. Оттаму мислам дека е многу важно државата да покаже дека е навистина флексибилна и може да се адаптира на потребите на младите. Тоа е мощно тешко бидејќи имаме некои 30 годишни традиции кои што преовладуваат во државата. Но политичките лидери треба да покажат дека се флексибилни и дека сакаат да им подадат рака на младите и да им кажат добро, можеби сгрешивме во овие 30 години, но ајде сега заеднички да ја креираме иднината, кои се најважните работи кои што треба да се променат. И тука не е само влезот во Европската Унија, бидејќи тоа е на некој начин потрошен веќе материјал дека животот ќе се промени ако влеземе во Европската Унија, нормално, но и нашите институции треба да се променат и да бидат поотворени за желбите на младите и потребите. И ако анализираме уште дополнително, младите имаат чувство дека луѓето кои што се во политика немаат никакво чувство кои се нивните реални проблеми. И тука лежи, мислам дека решението, односно отворена дискусија да видиме кои се тешките работи кои што можеме брзо да ги решиме, а кои се работите кои што како општество ќе ги оставиме да ги работиме во следните 10 години. Малевски е само еден од ретките кои дале втора шанса на земјава и се вратиле за оттука да ја градат својата и незината иднина. За жал, поголемиот број од оние кои го искусиле животот во некој од земјите од ЕУ или од светот остануваат надвор од Македонија. Бројот на граѓани што ја напуштаат земјава во потрага по подобри услови за живот продолжува да се зголемува. Анализата на податоците од Евростат покажува дека последните 10 години трендот на емиграција надвор од земјава е стрмно растечки. Така, заклучно со 2019 година, за кога се достапни последните податоци, вкупно 288.774 македонски граѓани биле евидентирани во некоја од европските земји со регулиран престој, односно со дозвола. За споредба, бројот на луѓе кои што заминале, главно поради работа, е зголемен за дури 58% споредено со 2010 година. Ветената земја за македонците очигледно е Германија, каде што се евидентирани најмногу граѓани и тоа дури 92.594. Потоа следува Швајцарија, каде што се пријавени вкупно 66.934 граѓани со привремен престој, а во првите 5 земји се и Италија, Австрија и Словенија. Голем е и бројот на граѓани кои што веќе станале државјани на некоја од земјите во Европа. Чекајќи ја долго европската интеграција на татковината, тие преговорите очигледно ги зеле во своји раце и станале граѓани на некоја европска земја. Според базите на податоци на Евростат, за 10 години дури 124.530 луѓе ги добиле потребните документи за државјанство. Тука секако предничи Бугарија, која што дала најмногу државенства на македонски граѓани, така што од 2011 година до лани, освен македонското, со бугарско државенство се стекнале уште 56.170 граѓани. Потоа следуваат Италија, Швајцарија, Германија и Австрија. Кога се ќе се собере, произлегува дека бројот на македонски граѓани со дозволи за престој во странство или со добиено странско државјанство, и тоа само во Европа, во последните 10 години надминува 413.000 луѓе.
Кога на овој број ќе се додадат и луѓето што добиле државенство од САД, Австралија и Канада, тогаш се доаѓа до збир од вкупно 422.000 луѓе. За илустрација, тоа е изгубена петтина од проценетото население во земјава само во последните 10 години. Овие податоци допрва ќе треба да ги потврди и предстојниот попис на населението, кој што се одложи за наесен, а кој ќе опфати и диаспората. Но, иако попишувањето е одложено, само попишувањето е во тек и од 1 март, кога почна преку специјална апликација, заклучно со јуни, вкупно се самопопишале над 190.000 граѓани од диаспората. Убедливо најмногу попишани, или приближно 70% според евиденцијата на Државниот завод за статистика, има од 3 европски држави, и тоа од Швајцарија, Германија и Италија. Загрижувачки за земјава и потенцијалниот одлив на мозоци се и новите правила на Европската Унија за привлекување на мигранти, која што пак се обидува да обезбеди квалификувани работници однадвор, бидејќи се соочува со старење на населението. Европскиот парламент и Советот изгласаа олеснувања за влез и престој на високо квалификувани работници надвор од ЕУ според ревидираната директива за сина карта. Со тоа, пофлексибилни се условите за прием, зголемени се правата и олеснето е движењето за работа меѓу земите членки на ЕУ. Така, например, со новата регулатива, за сина карта може да аплицира не само некој што е квалификуван во IT секторот како досега, туку и од други специфични сектори со завршено високо образование. Прагот за платите е намален да биде еднаков или најмногу 60% поголем од просечната бруто плата во таа земја. Време траењето на договорот за работа е намален на најмалку 6 месеци, а со преквалификација, односно тест на пазарот на труд, ќе може да се смени и работната позиција. Еден штом добие сина карта и членовите на семејствата ќе може да го придружуваат и да пристапат на пазарот на труд во ЕУ. Евроскептицизмот кај младите се подгрева како резултат на блокадата која што се случи во евроинтегративните процеси на државата, вели Методија Стојчевски, претседател на Младински сојуз. Овој нескриен евроскептицизам кај младите исто така е подгреан и со корупцијските скандали кои го тресеа нашето општество. На тој начин, вели Стојчевски, се трошеше енергијата во општеството и надежта за реформи спласнуваше. Младите ја предводеа таа шарена револуција, ја почнаа нели со студентски протести, студентски пленуми и така натаму. И постоеа огромни очекувања, постоеше една голема надеж. Меѓутоа, како што ви кажав, со случувањата со најмногу ради случувањата и блокадата од страна на Бугарија, меѓутоа и постојаните ситни афери ситни и крупни афери кои што се појавуваат во општеството и те како влијаат на подгревањето на евроскептицизмот кај младите. Најгорливите проблеми на младите, според Стојчевски, се нефункционалните институции и невработеноста. Кога имаме од една страна блокирани интеграцијски процеси и од друга страна невработеност и несредини институции, тоа е рецептот за радикализам на младите. Тогаш можеме да очекуваме дека во наредниот период младите ќе се радикализираат од било кој аспект. Дали тоа ќе биде во една или во друга крајност на политичкиот спектар, дали ќе отидат во радикална левица или ќе отидат во радикално десно, меѓутоа рецептот, условите, состојките за младински радикализам и како ги полека ги исполнуваме. Ковид кризата најмногу ги погоди младите и влијаеше врз големување на невработеноста. Стојчевски оценува дека сега е вистинско време да се разговара како младите ќе излезат од оваа криза и виртуелниот свет што го живеат, ставајќи акцент на вработувањето. Ако земеме предвид дека младите најчесто патуваат во странство и ги искористуваат тие можности за work and travel и да обезбедат некои средства со кои што понатаму би ги продолжиле студиите и тоа, во овој период тоа им беше оневозможено да го направат. Исто така под рестрикции беа угостителските објекти каде што хонорарно најчесто се младите ангажирани. Ние како граѓански сектор бевме доста погодени затоа што не можевме да организираме настани, патувањата, средбите со нивните врсници од Европа, од регионот и од светот беа ограничени.
така да тоа значително се рефлектираше и врз животниот стандард на младите и врз нивниот социјален живот. Ограничениот пристап на младите до вакцини, според Стојчевски, исто така е проблем, бидејќи тие се популација која најмногу патува. Гледаме дека повеќе се цели кон вакцинирање на возрастните. Така да младите уште долго време ќе бидат ограничени во нивните патувања и слободно движење. Знаеме дека почесто патуваат младите него старите и возрастните. Така да како целиот овој рекавери период ќе се одрази на нив и каде треба да им се помогне на младите, треба уште сега да почнеме да размислуваме и да превземеме конкретни чекори како општество. Стојчевски вели дека младата популација многу малку или воопшто не е вклучена во донесување на одлуки на локално и централно ниво. Ретко која локална самоуправа ги препознала младите како реални партнери и нивните потреби. На прашањето што вие правите, што имате предвидено вие во вашата програма и што спроведувате за млади, добивме одговор дека ние градиме улици, младите ги користат тие улици, значи тоа со тоа ние ги задоволуваме потребите на младите, односно ги решаваме проблемите на младите. Младите многу малку или воопшто не се консултирани или вклучени во донесувањето на одлуките. Така што на тој начин малите заедници од типот на Крушево, од каде што потекнувам јас, стануваат неатрактивни за младите луѓе и младите луѓе својата иднина ја гледаат некаде надвор. Врз основа на европско истражување, кое што е спроведено од сите тие што биле европски младински претстолнини градови, дошле до заклучок дека во наредните 15 години на многу мали заедници им се заканува изумирање затоа што младите ги гледаат како неатрактивни и се селат. И стимулираат повеќе вакви активности на директна комуникација на локалните носители на одлуки со младите, за да можат да ги мотивираат младите луѓе да ги задржат својата иднина да ја планираат на локално ниво. Според истражувањата, младите во регионот ги имаат истите проблеми, бидејќи општествата на Балканот се поврзани. Без разлика дали некоја држава е земја членка на Европска Унија или е кандидат за членство, односно се стреми, повеќе или помалку младите се судираат со истите проблеми. Само за илустрација ќе ви кажам, во регионот на Северна Грција младинската невработеност стапката на младинска невработеност е највисока во Европската Унија. Тие имаат околу 37% младинска невработеност во Северна Грција, ако не се лажам, а ние имаме во пограничниот регион преку 50% и 51, мисламе во пограничниот регион стапката на младинската невработеност. И младите грци се селат најчесто во Ирска или во UK беше претходно, сега одат кон скандинавските држави и нашите млади луѓе се иселуваат. Нашиот соговорник додава дека како држава можеме да ги искористиме искуствата на Бугарија или Хрватска и да се подготвиме на тоа што ни следува кога нашите млади луѓе ќе може активно да учествуваат на пазарот на труд во Европа. И дали ќе почнеме да преговараме со Унијата или ќе добиеме некој посебен статус, некој посебен економски договор или економска зона ќе се формира тука и младите од Western Balkan 6 и економиите од Western Balkan 6 земјите ќе учествуваат на тој слободен европски пазар, ние треба да бидеме подготвени како нашите луѓе да ги мотивираме својата иднина да ја градат тук. За да не се соочиме со тој проблем кој што се соочиле Бугарија, Полска, Естонија, па после да правиме стратегија како да ги мотивираме да ги вратиме. Затоа што кога веќе отишле многу е потешко да ги мотивираме да се вратат назад. Иницијатива која што поттикнува од младите луѓе, а е прифатена од носителите на одлуки, е идејата за формирање на билатерални канцеларии за младинска соработка помеѓу Македонија и Грција. Оваа идеја на младите е имплементирана во договорот од Преспа и планот за имплементација. Недостатокот на напредни и ефективни алатки за учење, за образование во рано детство, кои би ги мотивирале децата, кои би биле прифатливи за родителите и кои би можеле да се искористат за поддршка на општото предучилишно образование, е предизвик. Во
време на се поголема дигитализација станува се потешко за воспитно-образовниот кадар да ги натера децата да се дружат со книгите, иако тие можеби се дружат со книгите додека се во градинка или училиште, кога ќе одат дома се вклучуваат екраните. За да го решат овој проблем со помош на финансиски средства од Европската Унија, еден естонско-латвиски проект си го постави за цел прашањето што ако се искомбинираат овие два медиуми. Одговорот е нов тип на детски книги кои се комбинација на традиционалните печатени книги и дигитални алатки, односно технологија за оптичка идентификација, со што им се овозможува на децата да имаат интеракција, например со ликовите од приказни. Сега во домовите и училиштата низ Естонија и Латвија, децата на возраст од 2 до 7 години не само што читаат, тие исто така и слушаат, зборуваат и ги гледаат нивните книги кои се оживеани. Со само еден допир со дигиталното пенкало на некоја страница од книгата, децата може да оживеат многу авантури. Преку дигиталното пенкало може да се слушнат звуци, песнички, прашања и друго. На прашањата кои ги поставува книгата нема неточен одговор, а со помош на глас од лик од традиционалните приказни, детето може да добие насоки како да го најде точниот одговор. Во книгата има и голем број на слики, песнички и стихотворби, кои доколку детето ги допре со пенкалото, тие комуницираат со него и преку глас може да побараат да направи некоја вежба или движење. Со комбинирање на естонската технологија и латвиската креативност, книгите добиваат важна улога во градењето на прекугранични врски, промовирање на споделување на култура и поттикнување на учење на различни јазици. Со книгите се воведува иновативен, забавен начин на образование, се охрабрува употребата на дигитални медиуми, но без да се зголеми времето кое децата го трошат позади електронските екрани. Се создава попозитивна и поохрабрувачка околина за учење. Учењето е најважна цел на училиштата. Според меѓународните студии, вклучувањето на физички вежби во училишниот ден може да има позитивен ефект на многу предуслови за учење, како што се когнитивните способности, концентрацијата, однесувањето и задоволството на учениците. Позитивните ефекти од физичките активности се очигледни и во текот на училишниот ден тие не ги попречуваат резултатите од учење. Токму образовниот систем на Финска, кој по квалитет и резултатите кои ги дава, се наоѓа на самиот врв на светските рангирања за образование, преку иновативната образовна програма Училиште во движење, дава нова перспектива на учењето, помалку седење, повеќе активно учење, вежби за време на одморите и мотивирање одење на училиште со користење на сопствено тело, односно со велосипед или пешачење. Програмата Училиште во движење за прв пат е воведена во 2010 година во 45 основни и средни училишта во Финска, а денеска дури 90% или над 2100 училишта ја имплементираат. Целта на националната програма е да обезбеди финските ученици да бидат физички активни во текот на училишниот ден, односно секој ученик на возраст до 15 години, дневно да има физичка активност од 1 час. Според наставниот персонал, зголемената физичка активност на учениците придонесува кон мирна и пријатна околина за учење. Но што меѓу другото специфично вклучува програмата Училиште во движење? Подолги паузи помеѓу часовите за време на кои во училишната зграда или надвор во училишниот двор, учениците, така наречени активатори, ги предводат своите соученици во извршување на најразлични физички активности. За време на паузите учениците може да користат фризби, јажиња за скокање, диаболо, чинии за жонглирање, ластик за играње, кулахоп, топки за фудбал, кошарка или одбојка и друга опрема, која е сместена во специјални кутии во ходниците на училиштата. Секое дете може да вежба на вратило, кое е поставено најчесто на влезната врата или пак внатре во училница. На подот во ходниците во училиштата се исцртани најразлични шаблони за скокање и подскокнување, а некои од зидовите се претворени во вештачки карпи, на кои учениците може да се пробаат во спортско качување. За време на часовите се спроведува учење поддржано со методи базирани на активности, например прикажување на збир на 2 броја со помош на физички вежби или со помош на тепалка за инсекти. Половина од време траењето на секој наставен час, учениците наместо на столче треба да седат на топка за пилатес или да стојат и користат стоечки клупи. За време на часовите, без разлика дали е мајчин јазик или математика, дозволено е прекинување на наставата и кратки паузи. Тоа не е поради некои немирни ученици, туку поради однапред планирани и одобрени вежби за физичка активност. Програмата Училиште во движење вклучува и многу други училишни и вонучилишни физички активности, во кои се вклучени и наставниот персонал и родителите.
Оваа иновативна програма е финансирана од страна на Финското Министерство за образование и култура, а ја спроведуваат Бордот за образование во партнерство со локалните власти и агенции. Во периодот 2015-2018 година, Училиште во движење е клучен проект во областа знаење и образование во програмата на владата на Финска. Следната емисија на Агенда 35 повторно продолжуваме со истата тема, на истата фреквенција и во истиот термин. Останете со програмите на Македонската телевизија и гледајте Агенда 35.